Ако се спореди со некои претходни години, оваа може да биде солидна оценка кога се во прашање производството на зеленчук па и на другите култури. Земјоделците велат дека берикетот во 2015 година бил надпросечен, а цените кои беа постигнати на пазарот на мало и во откупот достигнаа задоволително ниво. Па имаше добар род, се убаво. Па гледа, сега уште нема снегове, нема јаки мразове, кој може да си посаде, може да биде, нели? Добро е, само некако со цените малку неарна работа. Мислам Орис, ова е Орис, ова е Андреа. Прва класа го зима 48 дена. Толку, а арпата 15 дена. 5 динара го да, не може да продавам 5 кила. Произведува маруле, магданоз, целер, спанак и многу ретруира, лук, кроми. Следејќи ги потребите на пазарот, многу нови земјоделци се определуваат за органско производство без примена на пестициди и вештачки ѓубрива. И во такви услови не го кријат задоволството од резултатите и од приходите. Имаме органско производство, тоа значи производство со како резултат на органско ѓубриво употребено, не третирано, не прскано, без пестициди, со чиста вода за поливање од 10 метра сопствен систем за поливање и се ме горди со тоа што на Кочанчи може да ја понудиме органско производство. Во зимската сезона мощне барани се планинските чаеви, за кои понудата е се поголема. Оставо го повеќе и у дворот ги има што ги спроведуваме. Купуваат, има промет, има го даваме до нас. Задоволни сте, па се повтарат, па доваѓат, па си зимат повторно. Благодарни сме многу и даваме гратис. Иако ова е предпоследен пазар за оваа година, сепак раздвиженоста и прометот не беа на некое повисоко ниво. Граѓаните главно купуваа зелени салати, спанак и други градинарски производи, иако раце треја и продавачите на јужно овошје.